Колегата Ване Марковски пристигна на третата и последна скопска локација за денеска, општина Киселавода, училиштето Круме Кепески, каде што бројни активности се одвиваат во овој момент. Последните подготовки се за завршницата на одбојкарската лига на основните училишта. Од друга страна, чинам ќе видиме и слика со бројни маскирани деца кои што го најавуваат денот на шегата. Ване, дали се слушаме? Добро чиниш, Кристина, се слушаме. Извинете ако малку сум погласен, меѓутоа тука се сите дечиња од основното училиште Круме Кепевски во Киселавода. Малку подоцна ќе обрнеме внимание на нив и на дефилето со маски, кое што денеска ќе се случува токму тука по повод денот на шегата 1 април, но стасавме во Круме Кепески поради две причини. Првата исто така важна причина, поврзана со тема спорт, е завршницата на одбојкарската лига за основните училишта на град Скопје. До мене е наставникот Игор, само да го видам презимето, Зафировски, со кој што ќе ги најавиме деталите за тоа што денеска ќе се случува тука во спортската сала во самото училиште. Добро утро. Добро утро. Завршница на одбојкарска лига, основни училишта на град Скопје, малку повеќе детали за што станува точно збор. Точно така, благодарам што не удостоивте што дојдовте да го снимите овој настав денеска. Денеска во оваа сала ќе се одржат завршните надпревари од одбојкарската лига за основни училишта, 8 и 9 оделение. И тука се победниците од сите региони, тоест зони во Скопје. 4 училишта, ќе се одиграат 2 полуфинални надпревари и потоа еден надпревар за трето место и еден надпревар за прво место. Така. Колку време траеше изминативе месеци целата оваа лига за да дојдеме до завршницата денес? Па не е лесно да се дојде до тука сега, до овој степен на надпреварување, затоа што сите овие училишта имаат одиграно прво во своите општини општински надпревари, така. Потоа победниците имаат одиграно меѓуопштински надпревари, тоест ние ги нарекуваме, бидејќи градот е поделен на 4 зони, зонски надпревари, и овдека денеска се од сите зони, од сите региони, едното училиште како домаќини ние Круме Кепески, колегите од Ацо Шопов, од Петар Попарсов и од Крстен Мисерков. Значи, тие се победници скупно 4 школи, така кои што денеска ќе се надпреварува. Победници од 4 региони во градот. Претпоставам дека оваа лига доста е важна и за афирмацијата на одбојката, како спорт, кај основците. Колку се заинтересирани за одбојката? Па, самите овие надпревари, кои што ги одржуваме, сега имаме сите училишни спортски клубови. Знаеме дека училиштата имаат масовност и се база за секој спорт, така да заинтересираноста е голема. Децата сакаат да тренираат одбојка, повеќе се јавуваат девојчиња кои што сакаат да се занимаваат со овој спорт него машките, но сепак заинтересираноста во сите спортови е голема и најбитно е децата да се занимаваат со спорт, па било кој спорт да го одберат. И секоја година се одржува секоја година, после овие надпревари што денеска ќе ги одиграме, победниците одат на државно првенство кој што ќе видиме кој ќе се јави домаќин и каде ќе биде одржано. Сега ние сме пред самиот официјален почеток, можеме малку и доцните 10 на минути поради нас. Требаше во 9 часа да биде почетокот. Сега ќе биде ждрепката, да видиме кој како ќе игра, така? Да, сега ќе правиме комбинациите. Најнапред денешниот наш делегат Ана Егимовска ќе направи ждрепка. Колегите ќе одберат кој ќе игра на првиот надпревар. Оние кои што ќе ги извлечат бројчињата 1 и 2, тие се првите две екипи кои што денеска ќе го одиграат првиот полуфинален надпревар, а потоа и останатите две екипи. Ајде да видиме како ќе течат надпреварите во оваа сала. Ние наскоро со дечињата маскирани ќе ја напуштиме салата за да може да се одвиваат и надпреварите, но да видиме кој со кого ќе се соочи денеска. Значи првото училиште е училиштето Ацо Шопов. Добро. Од општина Бутел, на селото Радишани. Второто, кој го избереше број 2? Добро. Број 2 е, значи, основното училиште Круме Кепески. Добро.
и ние домакинот ќе го одигра првиот надпревар, да. Добро, значи се соочувате со училиштето од Бутел, така? Да, со училиштето од Бутел. Ви посакувам среќа, убав Благодарам надпревар. на посетата и со среќа на учесниците на надпреварите. Со среќа на учесниците, во спортски дух да поминат надпреварите. Денеска имаме завршница на одбојкарската лига на основните училишта во Скопје. До мене и наставничката Гордана, одиме со вториот дел, веќе подготвени учениците од Круме Кепески. Денеска дуга ќе се случува дефиле. 1 април ни се паѓа во сабота, секогаш или петок или понеделник се одбележува денот на шегата. Така. Значи, по повод денот на шегата, Општинското основно училиште Круме Кепески организира дефиле, во кое што ќе има многу смеа, игри, песни, секако ќе се кажуваат многу шеги. Значи, ќе учествуваат ученици од 1 до 9 оделение и ќе се представат со ритмички точки, рецитал, песни ќе пеат, многу скечеви и така натаму. Секоја година ни доаѓаат од општина представници кои што заеднички всушност го одбележуваме овој ден. Убави два настани денеска во училиштето и одбојкарски турнир, односно спорт и маскенбал. Многу убави маски има. Еве, ова ни е каратист. Така? Во што сме маскирани? Во носорог. Добро. Айробер. Елза. Елза, леле, што убави маски има. Роналдо. Нинджа Желка. Уште еден каратист. Да. 4 години карате. 4 години тренираш карате. Одлично. Сега, јас тука ја гледам додека зборувавме преска, не гледа така внимателно, не гледа сладко и сакав да те поканам да ни бидеш наша гостинка, ама велам да не одбиеш. Ако те снимаме на камера, немаш трема, немаш. Како се викаш? Бојана. Бојана, во што е маскирана денеска Бојана? Во вештарка. Кој ни помогна да ја изработиме маската? Купивме. Добро, колку време вака, еве ова е тука шминката нанесена, кој тоа ти помогна да го направиш? Мама. И колку време со мама ја работевте маска? 4 минути. Па тоа било брзо. Посакувам убав маскенбал, ќе уживате денеска, така? Може да ги поздравиме гледачите на македонската телевизија? Ама многу сте метивки вака. Ура да направиме еднаш, може? Ајде, 3-4. Ура! Не се одјавувам додека не викнете погласно. Ајде, 3-4. Добро, тоа е тоа студио, ако нема некои дополнителни прашања, 2 во 1 денеска го најавивме и турнирот од Одбојкарската лига, односно незината завршница и чинам дека не можеше да имаме поубав крај од овие пресладки убави дечиња кои што ќе го отворат 1 априлското дефиле. Ви благодарам уште еднаш за разговорот и да си поминете најубаво денеска со дечињата тука. Благодариме многу. Поздрав до сите. Да, студио, јас се одјавувам и ве поздравувам од теренската екипа на македонската телевизија, која што ова утро се јави од неколку различни места, доколку нема прашања, тоа би било се.